Мажите и жените да одат подоцна и на иста возраст во пензија, покачување на придонесот за пензиско осигурување за 2,2%, укинување на швајцарскиот модел за раст на пензиите согласно платите и трошоците за живот. Ова се само дел од предлозите на Светска банка за подобрување на јавните финансии, нотирани во последниот извештај. Светска банка смета дека преголемите исплати од буџетот кој обезбедува 37% од вкупната сума за пензии мора да се намалат, доколку не се воведат никакви реформи. За неполни 30 години бројот на пензионери ќе го надмине бројот на вработени. Во поглед на пензијата треба да се зголемат придонесите, бидејќи придонесите се малку, 18,8%. Треба да биде во комбинација со постепено зголемување на возраста за пензионирање. За 2025 и 2026 година тој процент достигнува 37-38% од вкупните исплати за пензии. И тоа не е нешто што не е вообичаено, меѓутоа ние укажуваме дека тај обем представува сега терет и за самиот буџет. За да се наполни повеќе државната каса, Светска банка препорачува да се подобри наплатата преку елиминирање на сивата економија, ДДВ од 19% и покачување на стапките на данок на добивка и сите форми на капитален доход на 15%, поголеми акцизи на цигарите и алкохолот. Директорката на УЈП вели дека оваа влада не размислува за зголемување на стапката на ДДВ. Таа смета дека треба да се соберат повеќе даноци преку елиминирање на даночното затајување. Проблемите со придржување до исплаќање на данок го намалуваат собирањето на ДДВ за 2/3, така што нашите проценки за максималната сообразност покажуваат дека земјата губи 2,8% од БДП преку ДДВ, што е повисоко од средната вредност во ЕУ, каде што е 0,6%. Но исто така губи уште 2,8% од БДП поради јазот во политиката за ДДВ. Тоа се политики за одржување на ниски даночни стапки, а собирањето на или мобилизацијата на даночните приходи треба да ја обезбедиме нели во тие услови на ниски даночни стапки со проширување на даночната база, со интегрирање на сивата економија во формалната економија и со разни други мерки кои што ќе се однесуваат на намалување на сите други даночни гапови. Премиерот Мицкоски рече дека владата не размислува да ја зголеми старосната граница за одење во пензија, ниту пак ќе се чепка во придонесот за пензиско осигурување. Од финансии велат дека активно работат на фискална консолидација. Меѓу другите предлози на Светска банка се и ревидирање на позитивната листа на лекови, укинување на субвенциите за тутунот, елиминирање на тендерите на кои се појавува и избира само една компанија.